Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи, нашето место и време за дебати, за разговори. Денеска еве дискутираме за продолжувањето или текот на судењето за Пулс, со тоа што денеска започна судскиот процес и за 13 обвинети полициски службеници, меѓу кои има и началници, односно инспектори и така натаму, а всушност обвинителниот акт за потсетување е поделен на три дела, може така да се каже, или обвинителни предлози. Едниот од нив беше за тројца полициски службеници кои беа обвинети за злоупотреба на службената положба и пресудата беше изречена. Тоа е, впрочем, и воопшто првата пресуда во овој предмет, условната пресуда. Другото обвинение опфаќа пак 9 полициски службеници кои се гонат за исто така злоупотреба на службената положба и овластувања, гледам, значи веројатно има тука други работи, имено тие според обвинителството не извршиле целосна и детална проверка при издавање на согласност за добивање лиценца, значи тоа е тој дел повеќе административен, предходните беа онаа пресуда од минатата недела, условна, и освен овие два обвинителни акти, денеска поднос на третиот акт почна судењето за 13 мината полициски службеници и началници, како што спомнав, од ОВР Кочани и СВР Штип. Тие пак се товарат за загрозување на општата безбедност. Односно, обвинителството, како што наведува во предметот, на денот на трагедијата, обвинетите биле дежурни, но истовремено биле и ангажирани во дискотеката, а иако биле присутни кога избил пожарот, ниту ја прекинале забавата, ниту спречиле активирање на пиротехниката. На почетокот на денешното рочиште, всушност ова беше практично подготвително рочиште, на кое беше констатирано дека, помеѓу другото, една од судиките поротнички е во роднинска врска со сопругата на еден од обвинетите. Но судот пак го одби барањето за изземање на судиката поротничка со образложение дека таа немала интензивна комуникација со обвинетите, дека се подалечна фамилија и дека всушност со самото тоа се поминува оној ризик за објективен и субјективен тест на непристрасност. Ете, затоа, образложувајќи го тоа така, судот го одби барањето за изземање на судиката поротник. Ние пак, ете, не сме во никаква роднинска врска, колку што знам, но имаме интензивна комуникација, па не знам, односно се надевам дека нема да ни најдат некоја причина за да изземат некој од нас, затоа што овој услов за немање интензивна комуникација го немаме. Напротив, имаме интензивна комуникација. Тоа е пак како предност, би рекола, не како пречка. Во случајот тебе ова што немале интензивна комуникација било пресудно, па независно од роднинската врска, останува судиката поротник. А по однос пак на наводите на обвинителството, судечкиот совет заклучи дека имале очекување рочиштето да биде по-конструктивно, да се зборува за многу други околности. За неколкумина од одбраната беше посочено дека истите, односно обвинетите,
по однос на целото обвинение се изјаснуваат дека е спорно и дека не можеле да кажат и да се произнесат на одредени околности, за да конечно заклучокот од денешното прворочиште како подготвител на, како што спомнав, расправа, всушност заврши така што е определено да се предметот да оди на главна расправа, како што е и во темата, и истата да биде јавна, а на неа да бидат изведени сите предложени материјални и вербални докази. Помеѓу 13 обвинети полициски службеници, 9 се полициски, значи полицајци, 4 се началници, 2 од ОБР Кочани, 2 од СВР Штип. Ете, ова е денешната тема, што мислите како оди целата оваа работа, и впрочем токму можеме да ги продискутираме и тие моменти околу поделеноста на обвинителните акти кога станува збор и за помеѓу значи полициските службеници на 3, како што и ви спомнав. Првиот беше веќе завршен за 3 полициски службеници кои добија условна пресуда, значи ова е сега вториот за 13-те и постои уште еден трет за 9 полициски службеници. Тие се како што спомнав злоупотреба на службена положба и овластување, но во делот на административно може да се каже дека не извршиле според обвинението целосна и детална проверка при издавањето согласност за добивање лиценца. Но и сето тоа, и сите овие 3 одвоени обвинителни предмети против полициските службеници како одделен предмет од постапката за трагедијата во Пулс, во смисла од оној главен предмет кој се води со обвинетите и правни лица, но и директно, непосредно учесниците, собственикот и вработените и непосредното окружување од дискотеката. Ете, ова е темата за денеска. 6091 924 925 се телефонските броеви. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, поздрав, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Препоздравам. Исто и јас, повелете. Видите сега, Исо. Треба на овој народ да и биде јасно, пошто не е запознаен ни со предмет, ни со суди, ни со полиција, ни со ништо. Со вечерно школа сите станаа полицајци. Војска не служил, брада пуштил полицаец. Мизерија. Друго сакам да ви кажам. ОВР и СВР има голема разлика. ОВР ти е никакво значење, како исто поротникот што е во судот. Сега, дали ви е јасно компарација кога ќе направите? Да. СВР си е главен, се знае, а ОВР ти е како да ти кажам, некоја кооперација, со маркет кога се надпреварува. Тоа ти е полициска станица. Тоа ти е селска полициска станица, викаат, кај нас колегите во Скопје. Додека СВР е сепак... Јасно, секретаријат, да, тоа е. Да, така. Да. Поротникот има право да даде своје мислење, тој не е судија. Дали ме разбирате? Ако предметите се делени и сега оде преку јавно обвинителство, тој предмет мора да се искира на крај, така е. Ако оде во припатна постапка, а овде бил осуден, а дојде по припатна постапка, другиот суд му даде доверба на тој оштетениот, фактички и двајцата 50-50 ќе бидат, дали ме разбирате, неутрално. Да. На народот то не е јасно. Како стават малаверзации по судови и по полиција. Затоа треба да биде запознаен за секој во животот да не те врте. Ни обичен полицаец, ни обичен поротник. Џабе што барат изимање, преставки, внатрешни контроли, треба да си запознаен со тоа. Ја мислам дека народот не е запознаен и само шире демагогија овде. Ти реков ми рече, сум работел таму, сум работел ваму, ти ништо не знаеш, бе, момче. Зато 30 години таму сме кај што сме. И ќе си трпете до крај. Толку имам да кажам, Исо, биди ми поздравени.
Благодарам ве, поздравувам и јас, до слушање. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, ете, поздрав од вас, повелете веднаш да слушнеме. Па јас оно што Сигурен го сум слушав- имате многу за тоа, велам, да. Многу да ти кажам прво. Меѓутоа кратко е времето. Оно што го слушав, просто се изненадив како може да почнете акција без одобрен план за постапување. Тоа е едната работа. Втората работа е многу битна. По мене тоа е дека судот мора да го отфрли овој поротникот. Ќе се сретнат они на некоја свадба кај роднините, како да е. И мора да спречите. Но немале комуникација интензивна. Ке се сретнат. Ние немаме комуникација. А и не мора интензивна комуникација за тие работи. Некојаш ќе бидеме поканети на свадба. Зошто прават конфликт без потреба? Сега овдека како ќе искочи работа, веќе почне дебело да се замрсува. Тоа е како е почето, зашто прифатиле полицајците воопшто или надлежниот од Кочани воопшто прифатил да ја води акцијата ако планот не му бил одобрен. И гледам дека во планот они немаат оние додатни инспекции. Точно е дека јас не можам да му барам на него лиценца на газдата и све останато. Да се рачистимо околу таа работа. Полицијата си има свој делокруг. Меѓутоа затоа во планот се носат служби кои го имаат тоа право. А тоа се инспекциите, пазарна и трудова. Значи, например, не можам да го разберам тоа, не било надлежност обезбедувањето на локалот. Да, не е надлежност, меѓутоа надлежност е контролата на обезбедувањето. Кој го обезбедува локалот? Лиценците, контролата е во надлежност на МВР. Така да, не сакам пред време да одонакото, меѓутоа за мене не сватливо зашто колегите не ја одбиле наредбата вечерта да вршат контрола ако немале одобрен план за постапување. Тука им е најголемата грешка. По мене. Така. Ја да сум бил, пазете, ние во Скопје сме одбивале наредби, да ти кажам. Јасно, ви благодарам. Поздрав. При тоа ете помеѓу обвинетите, освен полициски службеници, се чисто како функција. Дали ете тоа исто така има, како што вие наведовте, токму според неделувањето во одредени области, односно на што им се става на товар, дека иако биле присутни кога избил пожарот, ниту ја прекинале забавата, ниту спречиле активирање на пиротехниката, и дека биле во исто време дежурни, и ангажирани паралелно во дискотеката. А велам, станува збор помеѓу другите, како функции, велам, тоа веќе не е битно име и презиме, заменик началник на полицијата, па не знам, виш инспектор, па инспектор за недозволена трговија со дрога. Значи, оние НТШ, НТШ, како и да е. Па инспектор за прифат и сметководител во ОВР Кочани, па водич на безбедносен сектор и така натаму. Значи, имаме инспектори, заменици инспектори и така натаму од различни области. А на товар е ставено непостапување. Со други зборови, токму и одредени сфери не е само за една иста намена биле. Ако имаме обвинение, против лице на позиција, значи, велам, функцијата е битна. Инспектор за недозволена трговија со дрога. Неговиот делокруг се знае кој е и што ќе прави или што требал да прави и така натаму. Следствено на тоа, не знам, полициски службеник. Се знае во кој дел е. Дали поднос на пиротехниката и така натаму. Која, велам, според обвинението вели дека ниту прекинале забава, ниту спречиле активирање на пиротехниката. Односно, пожарот јасно настанал по активирање на пиротехниката, а не било воопшто поставено, ниту доведено во прашање зошто се активира и дали смее да се активира пиротехника. Мислам, сето тоа е како дел од обвинителството, односно обвинението. Добар ден, кој ни е следен? Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Благодарам. Молам, повелете. Ние што не сме учели обичните граѓани, ова случај, не само овој, сите обвинителни акти, предмети не можеме да ги разбереме. Меѓутоа, слушајќи ве вас и јавувачи ве што кажа Димитар, основно и секретаријат,
Она ќе му дојде како во работна единица или озете во некоја работна фирма. Од таму после секретаријатот иде министерството. Сега, ниво основниот, ниво секретаријатот, ниво министерството, никој не понуди оставка, што е трагично. Ниво Кочани, ниво Штип, ниво државата. И од таму какво министерство не имаме за внатрешни работи? Како прво, ја тоа го развивам. Никој не е одговорен. Од второ, еве и Љупчо од таа струка. Они имале налог да одат, ама немале налог да направат претрес. Па зошто отишле? Таков половичен налог имале? Зашто отишле таму? Немале право да идентификуваат или да прашуваат дали има, да прават контрола, не знам да се изразам, ја кажувам, јас не сум од таа села. Меѓутоа се гледа дека ова се сака така да помине, тешко на настраданите, а ова е огромна колатерална штета за цела држава, за сите нас како граѓани, огромен стрес. Секојаш кој ќе се случи Пулс или Кочани, ние сме вознемирени. А уште вакви објекти, само Господ знае колку постојат во државава, каде што ги посетуваат овие институции и други контроли, само ги посетуваат, а не дека прават контрола. И оттаму тешко на нас како граѓани, тешко на младите, од друга страна, кога УЈП го затворила тој локал, кој доби сила и од каде доби наредба да биде отворен и да работи со блокирана жиросметка. И сега ово Трифоној кој внел распрскрвачи материјал, кој го отворил и што не е јасно. Благодарам ви, поздравувам. Ете прашањето, а зошто отишле? Каде и да е, не мора нужно во овој случај. Зошто некој отишол, ако не го правил она што требал да го прави? Па, постојат повеќе варијанти, значи, едниот помеѓу нив од тие варијанти, едната е и таа дека она што ни е најкарактеристично, а тоа е за да се биде на работа. Тоа е токму она прашање што го дискутираме, колку ни е БДП-то, колкава ни е продуктивноста, колку работиме на вистина. Особено во државните институции, кај приватниците, тоа тие и си го контролираат и не може туку така. Затоа што секоја пара два пати ќе ја сврти пред да ја даде. Па гледа не така да му отиде. Со други зборови, за да биде на работа. Ако бил на работа, не знам, задачата била да биде во дискотека, да бил на работа. А сега тоа, зошто не правил? Па тоа е, бил на работа. Ми вели еден странец, не можам да сватам, вели, кај вас кога ќе се јавам кај некого телефонски, му велам, што правиш? Века, еве, ништо на работа. Па како вика, ништо на работа? Но тоа ни е нас најнормално, што правим, ништо на работа. Кога си на работа се знае дека ништо не правиш, затоа што си на работа. Па после работа се прави нешто, или за време на работа се прави нешто, се претрча ваму, таму и така натаму. И сега тоа е едната варијанта, да, биле на работа. А зошто не прави? Па биле на работа сега, зошто? Тоа е друга работа, колку продуктивноста била. И во однос на обвинението не презеле и така натаму, не прекинале забава. Но биле таму. Дошол на работа и оттаму ни се сите тие клатам врата, зимам плата и слично. Сега дали бил на работа некој, а свесно не работел или не си го работи тоа што ни е и тоа како добро проверена пракса. Се ја оди на работа, колку се работи, особено околу администрацијата, дури колку се знае да се работи. Сите тие така примени по кое какви избалансирани решенија. Добар ден, повелете. Ало. Да, поздрав до вас, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Не да е замрсен овој случај, е презамрсен. Да. Значи, ова нема крај. Се почна од позади. Овие полицајци, јас колку што ме служи памтењето, прво се донесе обвинение за тие што беа во притвор, градоначалници, инспектори, министри за финанси. Ова беше постае неколку месеци ова обвинение донесено за полицајците. Што работеле, како работеле, они си знаат. Меѓутоа се почна од позади. Наместо да се знае, да се види кој е кривецот, кој му дал дозвола, како работело кабарето, пулсот, што викаат некој штала. Тоа оттаму требаше да се почне. Тешко на родителите, да ви кажам искрено. А плюс ако се врати ова
за Палчо, обвинението за поново судење, тоа ќе биде брука невидена, значи. Што ја не верувам. Не верувам. Тоа ќе биде, значи, срамота. Не е важно, ние сме си научени да си патиме и ќе си патиме до прва. МВР не е многу заинтересирана, премиерот воопшто не е. Ајде искористам сега прилика да и честитам роден ден на председателката на овај ден. Потпиша и свечена изјава и роден ден и е. А во исто време си и честитам роден ден и на мојата внука. Ви благодарам пријатно. Ви благодарам, ете, прекрасно. Да. И на председателката, пошто многу добро ја знам. Одлично, ете. Сигурен сум дека посебно задоволство, привилегија на председателката е што вашата внука е денеска родена и што ете и председателката има на изден роден ден како и вашата внука. Навистина, сигурен сум дека е почестена со тоа. Добар ден, повелете. Нека е честит роден денот секако на вашата внука, јасно и на председателката. Добар ден, имаме ли некого? Во исто време гледате како... Да, повелете, добар ден, повелете. Има. Има, одлично, еве, одиме веднаш, повелете. Ке не биде, ајде, ке не биде. Секојаш вака нешто затајува на почеток. Добре, штом ке пробиеме вака мраз. Гледам пак околу пулс, све врти случај пулс. Да, пулсира предметот. Пулсира, да. Види, треба буѓево да се свесни, значи, сите тука во ова, што ја вика држава или не знам што е, ова поеќе некоја територија што се ја држат мафијата овдека, значи мафијаши се ја делат меѓу себе, ова не е држава. Така да нека не се наделат на правно разрешување на проблемов со пулс. Значи, у мафијашка територија, мафијата диктира и закони, и услови, и начин на пресуди, како кој ке... А некој се огреши, може и да му се случи нешто. Така да, овдека, ова, џабе се дрндаме не, убаво кажуваат луѓе тука, значи, ова било тоа било ова, тој за тоа, овој за она, огинот се запалил, па тој треба пиротехника да внимава. Тоа е све доволно показател, ке го нагласам пак тој со камионот. Градоначалникот лично го снима. Значи, знае дека градоначалникот, знае дека го снима све, и мобилен, и све, и која дрско се тоа. Како функционира државата? Ајде, објавија сега дека е казнето предпријатието. Ама не ме занима бе мене партијата, јас зборам за предпријатието. Јас зборам како функционираат. Значи, така функционираат. А ние сме едно обично робие овдека во држава, што не можеме да се свестиме дека имаме голем проблем уствари со овие мафијашки кланови овдека, и закони ни носат, и не судат по тие закони што они ги прават. Ајде, поздрав. Благодарам, поздрав. До вас, добар ден. Повелете. Добар ден. Да, се слушаме, поздрав. Значи, јас земам добар за на претходниот. Гледач, почитувам неговото размислување, јас да ви кажам, значи, темата е забегана, значи, сегде кај што е мешана политиката и институциите во државата, кај што во нашите очи се гледа дека се криви за недостатокот во Кочани и на било кое место нема осуда. Дали ме разбирате што така да кажам? Значи нема осуда. А таму кај што е обичниот човек во прашање, како прашањето за овој ајвар од кебапите или е овој што ја присилила супругата да се фрли, одма имате пресуди во рок во 2 недели, 3 недели, месец дена, напорни денови на за институциите што се вика судовите заседаваат и што побрзо да ја завршат и да навлезат во очите на народот да ме работат нешто. Еве јас ќе ве замолам еднаш да ве прашам. Во животот и ако сте моćни да ја поставите јавно темата зошто во државата останаа само институциите од правниот факултет, сте адвокатите и правниците во државата, а немаме ништо друго. Да. И затоа
Затоа не можат тие да постапуваат меѓу себе, него мора да најдат некој обичен човек за да се заштитат и да кажат еве не соработиме. Нема верба во системот, нема верба во ништо и нема да има завршница, убаво кажа и претходите, нема да има завршница на оваа тема, се вика кочани. Тешко на тие луѓе. Благодарам. Благодарам и поздравувам. Да, се има впечаток, може би се има впечаток дека во некои ситуации, во некои случаи навистина брзаат, се обидуваат да покажат дека брзо, ефикасно ги завршуваат работите, дека доаѓаат до правдата и испорачуваат пред се вистината, па последствено на тоа и до правдата и се воспоставува таа некоја правичност. Како што го спомнавте и трагичниот случај со смртта на мајката со ќерката, односно тој судски процес, но има и ситуации во кои брзаат, експресно се ангажираат, преку ноќ се собираат и така натаму, и експресно и одлучуваат, и во ситуации во кои не би сакале тие да биде тоа толку очигледно дека е брзо направено. Некако не им оди во прилог, но сепак го прават, оти се чини нема каде, па потоа се образложува, тоа се објаснува со некои аргументи, нешто од типот и на ова дека немало интензивна комуникација, па нема да имало тест, да имало непристрасност, а да речеме од типот на поранешниот заменик премиерете кој се појави од бегство и веднаш експресно истиот ден. Не ја спорам дури ниту одлуката сама, но некако токму околу ефикасноста. Тој не баре онака тотално ненајавено се појави, за 2-3 часа веќе завршена одлука, домашен притвор, готово се. Предходно потерница, не се знае никаде ништо. Така што, а потоа објаснувањето тука, како тие утврдиле веднаш, експресно дошле и слично. За други процеси, гледате, не може по неколку рочишта да се соберат, нема судијата оправдан, одсутен од здравствени причини, адвокатот, обвинителот и слично. Вака ситуации во кои, велам, и тие самите не би сакале да тоа оди толку брзо, но мора да се донесе, како да се прати некој, да преспие макар една ноќ и не е ми коректно дошол по толку време од надвор вие да го пуштите, што домаќин сте тоа. Мислам барем околу дочекот, потоа сам си е домаќин, јасно, дома. Добар ден, кој е? Повелете. Добар ден. Поздрав, се слушаме, да. Да. Повелете. Ова работа веќе се брка колку повеќе од година дена. Да. Јас бев отсутен од тука неколку месеци, се вратив и поново скоро секој втор ден, ако некој секој ден се слуша истата работа. Една работа не ми е јасно. Ова е стварно голема трагедија, толку млади животи да загинат, него што ќе биде целта кога овие луѓе што ги има, што сумнам дека ќе се осудат и за кратко време, што ќе се постигне со тоа? Што е целта стварно, не се кајстечки не го зборувам, него стварно некој да ми одговори што ќе се добие од тоа, што толку многу се инсистира брзо да се реши судо, да видиме ќе одат во затвор луѓето. Дали тие ќе ги вратат животите назад на луѓето или не знам што е работата со тоа. Стварно, искрено, ако некој може да ми одговори. Жалосно е. Секој еден да би го рекол тоа, него не знам зошто демонстрации да се прават стотици по улици и за што се борат луѓето сега. Сертификација ќе добијат само ако овие полицајци и други што се инволвирани ќе влезат во затвор, тоа не ми е јасно. Ако можеш да ми кажеш ти нешто, мислам, така, само да дознам. Така, да. Ви благодарам и поздравам. Секако дека нема да се вратат, но утврдувањето на реалните, на фактичките околности, на одговорноста, на сите тие околности, значи, поради кои дошло, и тоа е јасно дека е тоа верижен систем и долго време траел и така натаму, не е само еден фактор, би покажал, да речеме, дека токму институциите се успешни во тоа што треба да го прават, правосудството, па би почнала да се враќа до вербата во нив, би била каква таква, може би, сатисфакција токму сознанието дека
не може туку така да помине и не без оглед што е. Дали некоја ситна работа, дали функционери, дали односно дека навистина станува реалност тоа дека нема недопирливи. А тоа би се видело јасно ако се покаже тука и се разграничи навистина дали се претходни, дали се актуелни, односно без разлика. Дали се партија, дали се функционер, дали се обичен човек и слично. Ете, значи, во таа смисла некаква сатисфакција и клучниот момент, она што би било за воиднина. Да не се случуваат тие работи како ете, ова со камионот и така натаму. Што всушност не е случајно. Туку зборуваме за бескрупулозно, значи очигледно, дури еве ти го телефонот, па ти објасни му. Нема што, не сум сгрешил, не сум дошол случајно тука. Мислам, така се остава впечаток од она слика што се виде. Значи, не заталкал тој случајно или самиот одлучил. Кој ќе оди сега, јас па да си одам дома. Тој самоуверено му го дава мобилниот, значи, ти објасни се, јас само извршувам што ми кажале. Оди тамо и ајде. Дека тоа не може и не сме да се случува, затоа што се е всушност токму резултат на тоа. Ајде ова, вака, ајде онака. Овој да бил на работа. Бил на работа, што правил? Па бил на работа. Важно е да биде на работа. Не, треба и да се реализираат како што стои во договорот, работи и работни задачи. Не е само бил на работа. И затоа го имаме ние таа неефикасности на администрацијата, на страна пренатрупаност и слично. Но клучниот момент, резултатот е, трагедија и така натаму. Добар ден. Почитуван водител... чекате стално вие, како се... Да, ајде. Кој чека, ке дочека, да. Мојата сатисфакција... А праша гледачот јас да објаснам добро, ајде. Кај бевте ви... Добро, кај се погодивте ви? Ајде, да не одземам време. Добро, да сте здрави, имаме разбирање. Ајде. Почитуван водителу... Да. Сега ќе бидам многу сериозен. Една гледачка, наша соговорничка, многу убава сатисфакција имаше и честита прво на председателката, гордата Гордана Родење, па после на внуката. Ја никоја што не би го направил така. Аха. За мене внуката е светиња. Па ја затоа реков, председателката треба да е горда што е во изден родена со внуката. Ама вопрос, русите велат вопрос. Вопрос, да. Прашање кога е родена, она ги криеше годините, ама ова и она гледачка се регистрира. Гледај си внучето, господјо, А за гордата Гордана, би честито куртуазно роден ден и на теса ова што собираше ѓубре во некој пикавче таму кај мостот, како не и беше страх. Почитувам водител. На што личи тоа, што не мислат, ја не знам. Што не мислат? Што не идеш нека шутка нешто да собираш? Не е тоа навредливо, него мислат. Почитувам водителу. Словенците велат так нормал. Што е исклучително, не е за смење работа, јас се смеам, извинете. Што е почитуван водителу во се тоа кочани? Која реалност се очекува? Полицијата. Почитуван водителу како Диме ви кажам. Одредени полицајци таму, знаете како ги викале? Кукли. Да гледаат се. Прашете го пратеникот на ДПМН од Кочани. Се ќе би објасни. Благодарам, пријатно. Благодарам ве. Поздравувам и јас, ете многу прашања, вопрос што би кажале русите или ответ, одговор. Сигурно не сте вие сега и на другата линија да чекате, но еве кој да е следниот нема да чека секако. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да, поздрав, ве слушам, повелете. Дена чека трпение, спасение. Добро, да, ајде. Јас денеска на Гордана ја честитам, само што прв пат, како постана председателка, го изговори името Република Македонија, тогаш овие 2-3 години више него не исполнува. Тоа честит за тоа, за роден денот, нека ја честитите, меѓутоа, по тоа ќе ја памтиме, дека само еднаш го изговори името Република Македонија.
На претходниот му кажа, што рече 100 дека ќе ги затворат, кога тие нема се вратат. Па побратиме треба ги затворат за да не се случи тутре пак, да се запрет криминал, да се запрет корупцијата, да се запрет криминалците, злосторници да не прават злосторства. Сите така како не ова не случајно се случила нека сообраќајка несреќа, ако бил пијан ипак и тука нема или без дозвола. И тука нема носи зашто да се случајно нешто може да се толерират. Покаяние тоа се случило. Овде намерно се правило, пари се переле, криминала се првршил овде, а деца гинеле. Значи овие некои зашто ги дадат. Во Македонија исто се разбере владеа 3 партии кои сронуваат Македонија, срошнуваат Македонија полека трони и се рони. Во Македонија тие 3 партии се ДПМН, СДСМ и ДУИ со нивните поддржавачи. Тие се изедници на Македонија. Оставуваме ние некој вака не деполитизирано, односно не биле преварени, јас сум бил преварен од ова гарнитура дека ќе осменат името, дека ќе се вратат ќе видите, меѓутоа више од налагите крај има, значи више излажени сме. Значи овие 3 кои криминистички групи, партии и нивните поддржавачи, да беше како што рече, како не може доста требаше да биде осуден власникот, требаше да биде осуден тој што му даа потписал на власникот, да тие што переле пари. А не сега, значи ако не си во овие 3 партии, нема да имаш суден што сакаш правити, ни 40 и 200 души повреди, нема да ви се осуден. Како го суди овој со жената, не е политички, ни та била политички, ни тој били што се тепал жената и детето. Деполитизира. Благодарам. Да, па и може би токму затоа што не е, па е некако растеретен од оптоварувањата од други сфери. А истовремено и прилика да се покаже, еве види како се работи, видете, јавност. Но во исто време некако како бумеранг само тоа по себе е контрадикторно, односно контрапродуктивно за нив. Затоа што покажуваат како може експресно да се работи, па со самото тоа всушност само покажуваат колку очигледно неефикасно и спротивно на она што би требало да го постигне правосудството, работат во други околности. А тоа барем дајте некоја стандардност која ќе покажете дека можете, знаете многу и на работа, каде и да е приватен, особено приватник. Ќе покажете, знаете, па ти знаеш што, ајде, немош утре да кажеш не знам. Така што ова е на некој начин, велам, и од една страна се покаже, еве, ние можеме и правда и се експресно, а можете, а како не можете во 90% други? Може би подобро, не може, па не можеме никаде, и ова исто ќе трае 3 години. А вака, сега се отвораат прашања, значи за ова можете, за не знам други ситуации можете. Како може тоа? За домашен притвор може, одеднаш се доаѓа, за друго нема, не се знае кој е каде. Да се собере овој, да се оној дојде и така, разумен рок. И се е кажано тогаш, да. Добар ден, повелете. Ало, Исо, да, јас се извинувам. Да, повелете. Значи, прв пат во живот давам реплика. Повелете, јасно, во ред не се нервирате. Значи, јас и честитав на председателката затоа што е постара. Така. Пуни 73 години и заедно учевме кога беше земјотресот. А внуката не може никој да ми ја замени. Всушност, внуците, јас ги чувам од 5 дена и сега сум кај нив. Од 9 до 6. Јас внуката внуците не ги давам за никого. Меѓутоа, од почит кон постар човек, пошто пуни она сега 73, а јас во јули и генерацијски сме поврзани, за тоа го кажав први незинојот роден ден. Биме малце нака не биде ироничен и било кој, и ви честитам денеска што еден го исклучивте, така треба да правите секогаш. Благодарам, пријатно. Ви благодарам, не се тревожите. Еве, ајде, можеме ли вака да го заклучиме ова со тоа што нека име среќен роденденот на сите на кои име денеска роден ден. А вклучително и председателката, и таа до толку посреќна ќе биде ако дознае колкумина денеска имаат родендени. И токму како оној фактор кој треба да обединува и така натаму на оние кои не име роден ден, наскоро ќе им го честитаме, на оние на кои име денеска, нека име среќен. Добар ден. Добар ден. Убав ден и вам, повелете добар ден.
еден вид реплика или контраразмислување. Да, добро, повелете. За господинот кога рече што ќе се случи ако ги осудат. Да, одговор дете некој дајте Дали ќе се вратат умрените? Така. И па ние како сега да простиме? Никој да не одговара за ваква трагедија? Па макар еден човек, еден прст да е исечен, па ако друг му го исекол треба да одговара. А не за ваква трагедија. Ова е трагедија на, не знам, неќум да кажам за што. И на што. И сега ние така да размислуваме што ќе се случи. Па за оваа трагедија не само што треба да оди некој во затвор, треба да даде парична казна, треба да биде сменети од работно место и треба да биде дури избркан од работно место. Кој го дал тој налог да идат они во контрола, ама да не смеат да прават контрола, претрес. Па тој прв треба да биде избркан од работа. Каков налог им дал на луѓето? А не да не одат во затвор. Овде е јасно се и чисто се знае кој е виновен. Виновни се сите во тој момент што биле на функција, што дале некаков документ за некој да оди таму и нешто да прави, или што не дале. Значи сите оние што не дале и што не го одобриле ова да се случи. Сите тие се виновни и треба да одговараат, сите имаат различна вина. Затоа реков, некој треба да оди во затвор, некој парично да одговара, а некој да биде избркан од работа и да нема веќе право да се вработи никаде, да остане на улица. Значи од ова трагедија, поголема трагедија не потакувам на никого. Пријатно. Благодарам, пријатно и вам добар ден кој ни е следен. Ало, Да, повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и поздрав до вашите декларации. Ви благодарам, повелете. Вака ќе ви кажам за првата тема, тоа што го кажате после мене, го сваќам за добронамерно и сето беше таман, да бевте и вие на моето место ако го кажете тоа, а јас на вашето ќе ви кажам истото и ќе го кажам вие што го кажате за мене, значи. Дали ме сваќате, значи? Тоа што кажате за на првата тема. Јасно, ќе бевте во заблуда ако го доживеавте злонамерно, јас никому не се... Не, апсолутно не. Дури ни иронично кон вас, мислам кон сите вас, ако нема основа. Сваќам дека тоа така мора да биде и од ваша страна, значи тоа е. Да ви кажаме, ќе се задржам тука на господинот што кажа дека не може да ги разбере луѓе што ги изгубиле тоа и дека не може да се врата. Тука малце болна работа, види. Може би он не осеќа тоа, види, човек што не го осети тоа, не сакам ни да го осети. Тие се во друга состојба сега што го изгубиле, има луѓе што едно имале дете го изгубиле. И сега што очекуваш од тој човек? Што да прави тој човек? Тој не знае више што да прави од болка. И сега тоа да го кажеме ние дека не знам зошто им е тоа така. Тоа го прават затоа што мораат нешто да прават, бидејќи не знаат што да прават. Луѓето се изгорени скроз, значи тоа, сватете ме што сакам да кажам. Значи не треба ние да се служиме за тоа луѓето зошто протестираат, бараат правда. Бараат правда, тие немаат друго, не можат да си ги вратат децата. Тоа е изгубена, завршена работа, тоа бараат правда затоа што друго не можат да бараат. А правда треба е господја што каза и за полицајци, за недействување, за неработење. Треба да има одговорности, тоа да се убрзат работите, не да одат долговечно и да застарат, па и дела ќе застарат. Господи Исо, толку ќе биде, поздрав до вас и Благодарам, поздрави до вас, најдобронамерно, ништо, како би кажале, веќе не можам сега ни да се сетам во моментот имаше нешто тоа помеѓу политичарите или што ли, ништо лично, но затоа ништо лично, најдобронамерно. Добар ден, кој ни е следен. Добар ден, ако е добар ден. Вие да сте, повелете. Прво, ја ми се шини дека овдека редосладот е многу измешан. Овие полицајци кои што сега се дојдени на ред да бидат сослушувани, требаше да бидат сослушани први. Дали отишле на време да проверат каков е објектот, во каква состојба е, дали исполнува условите да прим 300 до 500 деца, дали, значи, употреба тие кои музикантите, дали ќе бидат пиротехнички средства или уште не знам што, и ако му кажат дека тоа ќе, фактички тие се забранети да се употребуваат во затворена просторија. Стоп, или нема да ги употребите, или го затвораме објектот. Значи ми се чини дека одека требало прво тие да отидат, а после другите. Сега ми распара уши еден од нас, да речеме ние, кои што се јавуваме, вика, што ќе добијат поштетените ако овие бидат казнети и нешто. Дали тој е свесен што кажа?
Дали тој не размислува дека најдрагото, најмилото тие го изгубиле? Нема да го добијат назад детето, нема да се врати, но сатисфакцијата е и тој кој што е обвиновен, придонел да дојде до тоа дело, да одлежи одреден број на години во затвор, да почувствува некоја си друга, што се вика, други услови на живот, да види, да поразмисли тамо, зашто друго нема што, само може да размислува како име на родителите што ги изгубија децата. Оние кои стана инвалиди, јас многу пати потенцирав да им со време да им се даде пензија на тие луѓе, затоа што од нив одреден број не ќе можат да бидат вклучени во процесот на производство, да работат. А досега ништо немам слушнато дека државата, значи и за тоа има преземено некакви мерки. Ја ми се чини дека оваа држава за џабе ја имаме, а не работи онака како што треба. Да сме живи и здрави, поздрав. Поздрав до вас, благодарам, добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете. Се слушаме? Се слушаме одлично, да. Видете вака. Значи, има таму кривици колку сакаш. Кривци во пулс, за пулс. Да, да. Ама главниот виновен се пожарникарите. Пожарникарите. А никој не ги спомнува. Значи, пожарникарите непрофесионално постапија во гасењето на пожарот, ги загушија децата. Значи, требаше да отворат прозори, да кршат зидови, да излегват, а не да прскаат со вода, притисок. Знаете колку јачина бари има притисок да пожарната кога гаси? Па да се удри в градите, околу со метак да се удри кога од цетатета. А камоли да гасиш пожар, а луѓе внатре. Значи, зошто никој не спомнува, значи, противпожарната екипа како непрофесионално постапи таму? Значи, тие што ги угушија децата со вода, со чапнат. Наместо да отворат прозори да кршат. А сега вака, ако бараме ние кривци, ќе спадат и комшиите таму кривци. Зошто не пријавиле? Дека си се дешавало таму. И комшиите што живеат таму. Ако бараме по некоја логика што барат, се само кривци барат. Значи, непрофесионалното однесување на пожарникарите и сите кои се затекли таму, дали имале должност како граѓани да кршат врати, да отворат зидови, да рушат, за да излези чадот и луѓето и децата, ќе се спаселе повеќе. Може ќе имало нешто повредени, може ќе се спаселе многу повеќе. Никој не обрнува внимание на тоа непрофесионално гасење на пожар, како се постапува, како се гаси пожар кога има маса на луѓе во затворен објект. Значи, земете таму, значи, теми отворете, повикајте им пожарникарите, други пожарникари, командири на пожарна, да ви кажат како професионално се гаси. Ви благодарам. Благодарам, поздравувам и ве разбирам сосема, но би рекол дека треба работите, особено за овој случај за кој зборуваме, оваа трагедија, но и генерално како принцип да се во случај со ваков исход, да се поделат на два клучни дела, како што еве и се делат и овие обвинителни акти. Едниот е самиот настан. А вториот е справувањето. Пожарникарите се во делот на справувањето со настанот кој веќе се сторил, значи до кој дошло. И независно имало, немало пожарникари, дали дошле, дали воопшто не дошле, дали биле на работа, што правиш ништо на работа и седам на работа. Значи, велам намерно банализирам, е веќе дел на друго анализирање. Како се постапило по настанот. А една е работата настанот. Во рамки на самиот настан се токму тие, дали има злоупотреби, противзаконски, не знам, направени работи, несување пиротехника, неделување и слично од службени лица и така натаму. А вториот е токму справувањето. Ако сакате на сите, не мора нужно пожарникариите и медицинските тимови и слично, сето тоа може да се ревидира дали соодветно се справиле или не и евентуално да се побрзат со некои можеби кривични дела кои не се злоупотреба, но се несоодветно или така несовесно како и да е нестручно справување. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Слушам многу, сега сите од страна можеме да секако да збориме зашто тоа, зашто во, што не се случило тоа, што не се случило во.
Сите некои по некоја вина имат. Тие како може да ги пуштат? Прво малолетни деца да влегуваат тамо малолетни. Кјусоа, родителите знаете дека до 12 сато забрането е малолетни веќе да одат. Како се ги пуштале тамо тие малолетни деца? Не само они, има пуно. Тие што издавале дозволи, тие да работат пулс. Па тие што одобриле, па тие што земале лиценцата што ја продолжиле незаконски. Па полицајци, па многу има кривици. Ајде да видиме дали судот ќе најде кој е виновен, кој не е. Ние од страна можеме секако да кажеме. Да прашаме, еве како болница од Тетово што изгоре, кој беше виновен таму? Од каков материјал беше? Ако беше плех, железо, немаше да горе. И тука не најдеа никој кој е виновен. И тука ние може секако од страна да зборуваме. Не така, не вака, не малолетни, не во кои се, како што кажуват. Само има суди, нека си решат, нека најдат кои се виновниците, не треба да ги жалат, да ги затворат. Прво газата, зашто е дозволил таков простор да биде кафич? Јас не знам, не може да замислам, ама треба и тука да највиновен е тај што дал лиценцата и тај што и музичарите што легле пиротехника тамо што унесе. Врати нема, джамови нема, од каде ти изгледа таа гужва, тоа торпедо тамо е било. Не може да биде човек свесен. Нека биде судо, нека реши кој е виновен, кој ние од страна можеме многу да даваме изјави, сека биде кој како му изцува. Јас винувам и фала пријатно. Ви благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден ако имаме време. Се одјавуваме. Така заврши рочиштето за подсетување со тоа дека предметот ќе оди на главна расправа, која ќе биде јавна и дека на неа во контекст на ова што не само вие туку и сите го спомнавме околу комплексноста и многуте фактори, сите ќе бидат материјални, односно вербални докази изведени и јавно презентирани, односно предложени. Така што да се надеваме дека има што повеќе за да што поефикасно и целосно се расветли ова трагедија и во иднина да не се случува, а токму со утврдувањето на сите факти да се утврди и одговорноста за причините околу кои придонеле за оваа трагедија. Ви благодарам за учеството, вниманието, ви посакувам пријатно попладне, останете со Централниот дневник во 17 часот. Довидување.